Добро утро, Искра, до тебе и до сите гледачи кои што на ова празнично утро го започнуваат со добро утро секое утро и со програмата на Алфа телевизија. Во право си ова утро ве поздравуваме од предсоборниот храм Свети Климент Охридски од центарот на главниот град. Секако во продолжение ќе разговараме со отец Горан кој што ќе ни каже повеќе за значењето на овој голем тежок ден, односно еден од најголемите и најтешките христијански празници, Велики петок, за значењето на Велики петок, за тоа што се прави, за тоа што не се прави токму на овој ден, но и за секако за големиот христијански празник кој што ни следи в недела, односно за Великден. Отец Горан, најпрво ќе посакам добро и убаво утро. Добро утро на гледачите на Алфа телевизија. Како што испомнавте, денеска е Велики петок, ден кога се спомнуваме за распнувањето, смртта и погребението на нашиот Спасител Господ Исус Христос и неговото слегување во адот и пренесување на спасителната мисија на сите што починале, да им ја објави, да ги подготви за радосниот чин, за воскресението Христово, секако и нам да ни дарува живот вечен, како и сите претходно упокоени во него, да ги приведе во вечниот живот, кој што и самите го очекуваме. На овој ден што се прави, што не се прави, секогаш е таа недоумица, да речам. Треба да бидеме слободни, да стоиме во слободата со која што не ослободи Христос. Што се прави на што ни го сведочи совеста, како православни христијани. Совеста на крштевањето треба да ни сведочи дека треба да земеме учество во богослужбите на црквата во овие празнични денови, секако учество во светата литургија, причестување со телото и крвта Христово, бидејќи на таков начин потполно земаме учество во самиот Христос и во празнувањето на неговото воскресение. Секако денеска Велики петок нема на литургија, бидејќи е ден кога Господ Исус Христос е самата жртва која што се принесува за спасение и искупување на човекот и светот. Да, луѓето и верниците многу често имаат дилема, нели, помеѓу нас што треба и што не треба, нели, да се прави токму на овој ден и многу ги интересира, нели, во однос на храната, што треба да се јаде денеска. Па и тега да се надоврземе на зборовите на еден германски филозоф Фойербах, човекот е оно што го јаде, рекол, меѓутоа христијаните се оние што треба да го јадат телото и крвта Христови и на тој начин да посведочат дека се христијани во однос на подкрепите телесни што ги имаме во текот на денот, сообразно, нели, со нашите задолженија и потреби што ги имаме во текот на денот. Предвидена е, значи, храна без масло, односно строг пост. Во одредени заедници каде што има организиран богослужбен живот, па се манастирите, различен е типикот, меѓутоа она што го препорачува црквата е секако строг пост. Во рамките на строгиот пост, колку ќе определиме мерка за храната и за пиењевото во текот на денот, тоа зависи од нас самите, како имаме потреба од истата. Да, што значи протнувањето под маса во храмовите, во црковните места? Па вака тоа не е масата, значи тоа не е символ, туку плаштаницата на која што е изобразено телото на нашиот Господ Исус Христос и неговото погребение. Значи плаштаницата се поставува на гробот и на тој начин ние земаме учество во смртта Христова, бидејќи смртта во Христа е една врата, еден премин, една паска, која што треба да помине секој човек за да се сретне со него како живот и воскресение. И на тој начин во неговото воскресение да го доживее собственото воскресение. Така да сите кои што ќе поминат низ гробот Христов, значи низ гробот преку смртта, земајќи учество во страдањата, во смртта, во гробот Христов, земаат и учество во неговото воскресение, бидејќи сите овие настани предходот на неговото воскресение. Значи не можеме да го дочекаме Христовото воскресение ако предходно не земеме учество и во овие настани.
Отец Горан, споменавте дека Велики петок или денеска е единствениот ден кога нема литургија во храмовите. Што следува во наредните денови, односно што се прави на Велика сабота и веќе во недела, нели, на кога доаѓа Христовото воскресение, Великден? Денеска на Велики петок, значи, се служат царските часови, каде што се читаат Евангелијата за раснувањето, смртта и погребувањето Христово, и како што споменав, бидејќи на денешниот ден е принесена жртвата, односно самиот Господ Исус Христос се принесува како искупителна жртва за спасение на светот и на човекот, затоа не се служи света литургија. Утре веќе на Велика сабота се служи света литургија, на тој начин верниците доаѓаат, учествуваат во светата литургија, се причестуваат со телото и крвта Христови, очекувајќи го секако воскресението Христово, кое што ќе се објави, нели, во некаде пометните часови, а потоа ќе започне она воскресната радост на утрена богослужба и секако ќе се надоврза со воскресната литургија. И на тој начин веќе со причестувањето, значи во недела, велам, на воскресната литургија, ќе заврши и великденскиот пост. Да, оваа година навистина верувам дека повторно сите, нели, верници ќе се вратат во храмовите, односно на Велика сабота навечер, пред да биде објавено, нели, Христовото воскресение после оние пандемски години, нели, кои што ги имавме во изминатите 2 години, каде што имаше, нели, ограничување, па дури една година бевме сведоци дека, нели, немаше ниту верници во храмовите, и да ги поканеме, нели, сите православни христијани да дојдат токму во храмовите и заедно да го прославиме овој најзначаен празник во христијанството. Секој, значи, природно е за секој верник храмот да биде негов дом. Она како што е природно, нели, за секој човек внатре во своето срце да подготви дом за Бога. Така да во овие денови, во сите празници кои што ги празнува православната црква, значи е нормално, природно верниците да дојдат во храмовите и да земат учество во тие празнични богослужби и на тој начин да пренесат радоста на воскресението Христово во своите домови и секако во околината што ги обкружува. Отец Горан, ви благодарам за одвоеното време и ви посакувам, нели, јас среќни великденски празници. Благодарам и на вас, на гледачите на Алфа телевизија. Добро здравие, добри празници, Христос воскрес! Така е, денеска е најтешкиот празник. Денеска, како што спомена отец Горан, е строг пост, но ниту се работи ниту во домот, ниту пак не се работи ни на земјоделските површини. Така што јас на сите гледачи, сите вие кои што ова утро се наоѓате на Алфа телевизија, ќе ви посакам да си имате убав ден, да си имате секако да имате, нели, во хармонија во домот и да си поминете во добро расположение за време на овие празнични денови. Христос воскресе!